Во тек е подготовката на решенијата за данок на имоти и истите наредниот месец треба да бидат дистрибуирани до граѓаните. Оваа тековна 2025 година во Штип ќе бидат испорачани над 18.000 решенија, со што се очекува општината да собере околу 60 милиони динари од наплата на данок на имоти или 6 милиони повеќе, според Бено Солани. Решенијата за данок на имот за 2025 година се подготвуваат и во месец февруари ќе бидат дистрибуирани до граѓаните. Во претходната година сме доставиле 17.930 решенија, сега оделението ќе испорача околу 18.300 решенија. Лани очекуваниот износ за прибирање бил 54 милиона денари, сега општината планира да собере по основ на данок на имот на физички и правни лица 60 милиони денари. Каров ги повика граѓаните до крајот на овој месец да ги ажурираат своите лични податоци ако имало промени претходната година, со цел решенијата за данок на имот да бидат точни. Ажурирање е потребно и на податоците во општината. Ги повикуваме граѓаните до 31 јануари, како што е законскиот рок, да извршат ажурирање на своите податоци на промените на имотот ако се случило во претходната година, со цел решенијата да бидат точни и податоците во истите да бидат точни. Исто така ги повикуваме во текот на 2025 година на шалтерите во општината да извршат ажурирање на своите податоци, со што ќе достават и мејл адреса, која во иднина ќе ја користиме за дигитализација на процесот на достава на решенијата за данок на имот. Откако ќе бидат поделени решенијата за наплата на данок на имот, граѓаните треба да го платат својот данок до 15 ноември тековната година. Со парите кои се собираат од наплата на данок на имот, општината инвестира во капитални проекти.